Во земјоделството секогаш постои нешто ново што треба да се научи, потребна е едукација, но да се искористат и сите искуства од изминатите времиња, веќе речиси 3 децени, Васка Мојсовска, која што беше во 2 мандати председател на Националната федерација на фармери, а сега и активно вклучена во управниот одбор на Сојузот на стопански комори со својата компанија. Но она што можеме да го кажеме во вашето искуство е тоа дека имате и теорија и пракса. Се започна од нива, од вашето лозе со својот сопруг и достигнавте на вистина успешни резултати и постојано проширување на она што се нуди на пазарот, не само производство на храна, туку исто така и садници. Може ли една препорака за 26-та и мал рекапитулар да направиме не само на минатава година, туку и изминативе периоди каде што имавме големи осцилации во производството на храна? Рекапитуларот за минатиот период сите добро многу го знаеме, со предизвиците и проблемите со кои што се соочивме, со кризите кои што следува последователно. Најпрво ковид кризата, енергетската криза, воената криза, сите тие кризи влијае директно на агробизнисот, односно на земјоделството, и секако тука компаниите мораат да се прилагодуваат спрема потребите како што се одвива, нели, предизвиците кои што беа и ги наложуваше самата криза. Тие последици, тие предизвици се уште траат и се уште, нели, нашите агробизнис компании се уште ги чувствуваат. Добро рековте, јас бев, нели, 8 години председател на Националната федерација на фармери. Тоа беа 2 мандати, исклучително добри мандати, во кои што со целиот тим постигнавме одлични резултати, но самата компанија Агрокалем, компанијата е член на управниот одбор на Сојузот на стопански комори веќе 6 години, така што самата компанија е исто воедно и член на управниот одбор на Агробизнис комората. Сојузот на стопански комори, самите знаете, едно здружение кое што ги организација која што ги обединува малите и средни компании во Македонија. Има од сите сектори, Сојузот е составен од комори од сите сектори, од IT секторот, од фармацевтската индустрија, од агробизнисот, од градежната, од прехранбената, така што ние како, нели, организација која што ги застапуваме компаниите, секогаш сме во корелација со институциите, нудиме решенија и предлози за зададените, нели, проблеми кои што се наоѓаат бизнисите и со конкретни предлози настапуваме, нели, пред институциите. Не е само доменот на домашниот пазар каде што може да се пласираат македонските производи, исто така и на дворешниот. Што е она што треба да биде клучно за да имаме поуспешен пласман и извоз, добар девизен прилив и сега се добива? Агросекторот е еден од столбовите во македонската економија и ние како Сојуз на стопански комори, исклучително преку Агробизнис комората, работиме на предизвиците кои што ни надоаѓаат, а тоа се стандардите за извоз на нашите земјоделски, нели, и преработени производи. Исто така, климатските промени се огромен предизвик со кој што се соочуваат компаниите од агросекторот, и стандардизацијата во која што ние како компании мораме да ги исполниме се со цел да можеме да имаме што поголем извоз на нашите производи. А секако и подобрување на самата компанија, односно дигитализација на самото производство, намалување на трошоците на производството во самите земјоделски компании. Тоа значително ќе влијае на растот на нашиот производ и значително ќе влијае на
додавање на вредност на нашиот земјоделски производ. Ние како Сојуз на стопански комори, исклучително како агробизнис комората, секогаш се залагаме да нашите земјоделски производи не се извезуваат сурови, односно да останат тука во Македонија и да се преработат. Затоа силно бараме и некои решенија и предлози да се поддржат преработувачките компании, затоа што сметаме дека само преработен производ, кој што е овде наш производ преработен, може да му се додаде вредност на тој земјоделски производ и да може неколку пати поскапо да се наплати, нели, кога ќе се произведе и ќе се извезе во европските или на било кој друг пазар. Жално е ние да имаме земјоделско производство како јаболки, сливи, грозје, да не набројувам, а да ги извезуваме сурови, а потоа да увезуваме сокчиња, мармалади, джемови во Македонија, каде што ќе ги плаќаме неколку пати поскапо. Мислам, јас тоа го образложувам како еден пластичен пример што значи да имаме ние преработен производ овде од нашите земјоделски производи. Сето тоа ќе ни биде предизвик во 2026 година. Секако агробизнис комората е и мост помеѓу секторот, агрокомпаниите и институциите. Ние на сите тие состаноци на управни одбори даваме предлози и нови решенија како да се надминат овие предизвици и како нашите компании да го стигнат стандардот, затоа што верувајте, еднаш кога ќе го постигнете стандардот на квалитет и сите тие сертификати кои што се барат во Европска Унија, вие потоа ви е многу полесно и можете да наоѓете и подобри пазари и за својот производ. Тоа лично на себе го имаме ние како компанија почувствувано, затоа што знаеме кога нудите квалитет, дека и производот нели ви се бара повеќе и е препознаен не само во Македонија, туку и во странство. Како се движеше цената на трпезното грозје во изминатиот период во 25-та, дали имаше осцилации? И како да се направи да има континуитет во цената? Со потешкоти и беше пласманот, но за среќа ние не ни остана грозје не продадено. Токму од тие причини, затоа што ги имаме Global Gap сертификација за нашето грозје, за нашите производи. Имаше доста многу грозје. Годината беше исклучително добра за целиот регион, затоа што имаше и квалитет и квантитет грозјето. Ако некогаш сме извезувале најмногу грозје во балканските земји, оваа година беше многу поразлична. Нашето грозје замина во бившите руски републики, бившите држави, па нешто и во Полска. Така да секоја година е различно. Секоја година треба да се прилагодувате спрема клиентите, спрема нели потребите на пазарот и така, но не треба да мирувате и да бидете нели комотни дека оваа година ако било вака добро, секоја година е различно и секоја година треба да се изнаоѓаат решенија за пласманот. Проблемите околу работната сила и текако натежнуваат на сите агрокомпании, така и на нас. Мора да наоѓеме решение за воиднина, што повеќе работната рака да ја заменуваме со механизација и со дигитализација, се со цел да го олесниме нашето производство. Ние веќе како компанија метнавме неколку наши работи во изминативе години за да ја замениме работната сила, но има некои операции кои што се потребни работна рака, така да и тука работиме како Сојуз на стопански комори, затоа што со овој проблем се соочуваат сите компании, без разлика од кој сектор доаѓаат. Самото време се придонесе
да имаме миграција од нашата држава, но тоа не значи дека ние треба да застанеме со производство, треба да наоѓеме начини како да се подобриме, да го зголемиме производот со самата цена, мислам, да се зголеми цената на самиот производ, со тоа и да се покачи стандардот на граѓаните, се со цел да можеме да обстанеме. Која беше цената откупна или вашата продажна цена на трпезното грозје? Знаеме дека повторно имаше непочитување на законот за нефер трговски практики, каде што грозјето можеби вие го продававте по 50-60, не знам, а кај нас достигнуваше и до 100 и повисока цена. Дали се надминува овој проблем? Не станува збор само за трпезното грозје, сигурно и за другите производи. Па така е, законот за нефер трговски практики беше и предлог на Сојузот на стопански комори, и тој закон треба да се почитува затоа што е фер закон во кој што секој ќе си го земе делот од колочот кој што му следува. Штета е производителите да имаат една цена, а во маркетите вие како потрошувачи да купувате некој производ кој што е 3 пати поскап од самиот производител кој што е набавен и купен тој производ. И во целост ние поддржуваме тој закон и сметаме дека само така ќе имаме стабилизација на инфлацијата, односно да престане она неконтролирано покачување на цените, а исклучиво зборам за земјоделскиот и прехранбениот сектор, затоа што тој е основен производ на секој на секое домаќинство, затоа што тука не само што се трошат и граѓаните, тука и државата ослабнува. Жално е ако некој сака на големо да профитира од производителите и од потрошувачите, и затоа треба тој закон да функционира и најавени се измени за казните. Слушнав дека има најави дека ќе се направи измени на тој закон во врска со висините на казните, и тоа лично јас како производител го поддржувам затоа што сметам дека треба да биде фер. Ние како производители, кога ќе го продадеме тој производ, вие како потрошувачи треба да го купите по нормална цена, која што секако треба да имаат маржи и заработка и тие ланци на маркети, но да се има некој осет и некое чувство и некоја општествена одговорност, а не неконтролирано да се покачуваат цените. Така беше за сите производи, не само за грозјето. Што нешто во иднина вие би го планирале во делот на својата компанија? Дали работите веќе и на финализација на производите од грозје? Во делот на преработките на земјоделските производи, еве и ние веќе 4-5 години работиме во тој дел, така што винското грозје кое што го имаме, веќе почнавме да го правиме маџун. Тоа е традиционален наш производ кој што се користи за имунитет, за превенција од болести и кое што е многу здрав и природен шеќер кој што се конзумирало од векови кај нас во Тиквешијата, но еве сега го нудиме и на сите граѓани во Македонија, и многу сме среќни затоа што со самото тоа вие му додавате вредност на самиот земјоделски производ, со самата преработка. Во тој дел и младите кои што се вклучени во нашата семена компанија размислуваат во иднина да го зголемат производството не само на маџуно, туку и да го прошират и за други преработки и производи кои што се прават од грозје. Подигањето на лозови насади е многу битно за прилагодувањето и приближувањето кон Европската унија. Го знаеме тоа правило дека мора да бидат таа површина на хектари до влезот, и поради тоа е неминовно потребна стратегија за да се збогатува, да се површините се зголемуваат. Што е нешто најмногу го бараат лозаропроизводителите? Дали има само обновување или пак подигање на нови лозови насади? Последниве неколку години најбарана од винската сорта е темјаниката,
и од неа веќе немаме за продажба затоа што таа веднаш се продава. Но јас лично сметам како производител дека тоа е погрешно затоа што таа сорта како вино се бара сега на пазарот, но ние мораме да имаме некоја стратегија во иднина како ќе бидат нашите структури на лозови насади. Ние треба да наоѓаме пласман за таа сорта. Не можеме ние сега, ако оваа година оде гроздето се бара темјаника, како плод зборам, и дека ќе подигаме сите лозови насади со сортата темјаника. Се е различно потребите, но треба тоа да се напомене дека треба да се обновуваат нашите лозови насади и треба да се зголемуваат површините под лозови насади. Имаме одлична клима, треба со што поголем број на хектаража да влеземе во Европска унија кога ќе дојде денот, сега тоа не знаеме кога ќе биде, но нели работиме сите како држава за што побрзо да дојде тој ден, ние ќе влеземе со поголеми површини. Ако влеземе со поголеми површини на лозови насади, ние потоа можеме само да ги обновуваме и да ги одржуваме. И затоа сега треба стратешки да размислуваме и да гледаме каде ќе се движиме во следните 10, 20 и 30 години во областа на лозарството. Од страна на трапезните сорти имаме побарувачка од сите сорти. Така да, од најраните, оние стандардни кои што ни беа Афустале, Кардинал, па и новите Викторија сорти кои што ги имаме, Прима, Молдавијата многу се бара, таа е нели сорта која што најпоследна се бере. Така да, различни клиенти, различни побарувања, но добро е што се сади, добро е што се подигаат лозови насади и само треба што поголеми подршки за тие подигање на лозови насади, затоа што е скапа инвестиција и треба да им се даде стимул за што повеќе обновување на старите насади, се со цел да имаме што поголемо производство. Каква е моменталната состојба со пласманот на овошните садници? Овошните садници оваа година исклучително сме задоволни затоа што веќе сме при крај со продажбата. Јаболката се бара многу, исто кај сијата, крушите, сливата доста имавме побарувачка. Така што тоа ме радува, затоа што се обновуваат нели старите насади и се подигаат нови насади кои што ќе бидат нели со поинтензивен род. Лозовите садници исто ние како расадник, најголем расадник за производство на лозови садници во Македонија, работиме на однапред договорени нели количини за производство на садниците и имавме доста нарачки за вински и за трапезни сорти.
Самите временски услови не дозволија да навреме ги подготват луѓето своите ниви. Ситуацијата со која што се наоѓаме, нели, самиот откуп, како што ви реков, сето тоа влијае на планирањето, на подигањето на новите насади. Тие што ни се договорени, нели, садници, продажбата трае до 30 април, веќе и луѓето ќе си ги подигнат, но имаме дел кој што, нели, зависно од тоа луѓето како ќе си ги подготват нивите, така и ќе има побарувачка. Се надеваме дека пролетта ќе биде подобра. Имавме и есента продажба, но сега еве кога ќе биде пролетното сење, па да се надеваме дека целото производство на лозови садници ќе заврши овде во Македонија. Ние како семејство, односно семејно земјоделско стопанство, работиме од 2007 година. Тоа се некаде 29 години, но самата фирма Агрокалем е формирана 2009 година. Тоа произлезе од самата наша регистрација за производство на лозови и овошни садници. За сите овие години имало, нели, и добри и лоши години. Во една златна средина ние како компанија со нашиот труд кој што сме го вложиле и со нашата работа, сметаме дека добро сме постигнале, затоа што секоја година гледаме нашите клиенти да ги обслужиме со што подобар, нели, здравствено исправен садник. Инвестираме во тие подигање на наши матични насади, кои што се доста скапи за производство на репроматеријал, и ако некогаш ги набавувавме тој репроматеријал од соседни земји, ние сега веќе сме комплетно сами производители на тој репроматеријал, на дива подлога, на калем гранки. Не беше ефтина таа инвестиција, но година за година ние инвестиравме, бидејќи знаеме дека само кога имате здравствено исправен, сертифициран репроматеријал за производство, вие можете да понудите здравствено исправен добар садник. Секоја година вметнуваме по некоја иновација. Пред неколку години вметнавме фолија за производство, каде што си олеснивме, нели, работната сила, затоа што не мораме да ги копаме садниците помеѓу во самото препориште. Сега со самата таа фолија немаме плевели, не трошиме заштитни средства, исто така и заштедуваме на работна сила, а самото тоа влијае и на подобра топлина и задржување на влагата, затоа што цревото кое што е за наводнување кап по кап е под самата фолија. Таа фолија кај нас ја нема, но ние од европски земји ја увезовме и сега секоја година го применуваме тоа. Друга иновација која што не би рекла иновација затоа што светот одамна така работи. Ако некогаш садниците ни беа во трап, во земја, и вие како муштерија дојдовте и да земите, да купите садници, моравме, нели, од земја да ги вадиме. Сега веќе се спакувани во картонски кутии, во заштитна фолија, во кое што се во мокра пилевина и средство за дезинфекција, и кое што се одржуваат во нашиот ладелник на одредена температура. И многу е почисто и поедноставно. Ако некогаш не сме ги ставале во парафински восок садниците, сега директно ги ставаме така што нашите муштери не мора да губат време, нели, да ги кројат, па да ги засадуваат. Има толку напредни машини кои што дигитално работат, но тоа ни е следна цел како компанија да го направиме, а секако тука се и младите кои што, нели, со нивните работи, со нивните идеи и напредната технологија можат да се снајдат, нели, и да можат да произведуваат што повеќе садници, затоа што Македонија има недостаток на производство на лозови садници. Ние и при ваквото мало производство кој што го имаме во државата, затоа што само 2-3 фирми се бавиме со производство на лозови садници,
и така имаме увоз на садници. Произведен садник овде на наша клима е многу подобар, прилагоден садник на ова наша почва и директно не трпи транспорт за увоз, граници и сето тоа придонесува за намалување на квалитетот на садник. Еве, преку вашиот успешен личен пример, и приказна која што трае низ генерациите и во наследство на вашите деца, како тоа сега го пресликаме и на останатото производство. Како можеме, како една порака до владата, каде што се и креираат аграрните политики или воопшто политиките во агробизнисот и воопшто бизнисот, економијата, што е вашиот совет или препорака, или потребна е едукација пред се кај младите? Најмногу едукација. Не само кај младите, и кај сите кои што ги водат компаниите, лично и кај нас, значи затоа што технологијата толку многу оде напред, што ние не сме ни свесни како светот веќе работи со таа технологија во самото производство. Целата таа едукација и тие неформални образовни процеси треба да се вметнат во самите компании ако сакаме да напредуваме, без разлика од кој сектор доаѓаме, и да се следат чекорите и новитетите во светот, а секако и да се прилагодуваме спрема потребите на пазарот. Јас искрено, како родител, како мајка, која што сака децата да и се покрајнеа каде што се родени и таму да си останат да живеат. Јас верувам дека ни еден родител не сака детето да му е во странство, но условите како налагаат, така и тие си бараат свое. Ние како семејна компанија, која што основавме само јас и мојот сопруг, кога ни беа многу мали децата, семено работевме, тие во самиот процес беа вклучени од самата наша работа. Чекор по чекор, проширувавме и се надоградувавме. Тие така вклучени, самото тоа им придонесе да продолжат да работат со оваа работа. И синот и черката. Черката е веќе дипломиран агроном, лозар, овоштар, и двајцата се вклучени во самото производство. Тимски работиме, фамилиарно. Јас велам и нашите работници кои што се долги години кај нас вработени, дека се и тие дел од нашата фамилија, затоа и велам фамилиарно. И на младите останува иднината. Ние треба само како држава, како родители, да им обезбедеме услови да останат да работат овде. Било да е тоа од кој сектор тие сакаат. Затоа што кога имат младите услови за живот во самото место, тие не размислуваат да заминат во странство. Јас познавам доста млади луѓе кои што сакат да живеат овде, но од разни икс причини, кога ќе почнат да работат, особено во агросекторот, се откажуваат затоа што, би ги кажав, предизвиците недоволно работна сила, потоа климатските промени, значително зголемување на трошоците за производство, ниската цена, ниските цени и сето, особено кај виското грозје. Да, особено таму. Зборувам за секторот лозарство, затоа што и јас доаѓам од тој сектор, и сето тоа влијае на самото размислување на младите. И тука не можеме никој ни да обвиниме, ни да посочиме. Секој си бара своја иднина. Тоа беше Васка Мојсовска, која што многу добро им е позната на нашите гледачи, на фармерите, на бизнис производителите, оние кои што се вклучени во Сојузот и општо. Вие сте исто така и меѓу жените бизнисменки веќе препознатлива, но бевте и во Европската Унија, не забравивме тоа да го кажеме, во Брисел, што значи има инспирација и за воиднина да работите токму на напредокот на севкупниот македонски аграр. Ви благодарам за учеството во денешната емисија. Благодарам и на вас.